Господине Белковски, вие треба знаете за кого фаќате работа, така да пак ќе ви повторам. Чебрен, Галиште, Бошков мост, Клинички и така натаму. Не ги ветуваше некој што не е во држава. Па да ми зборувате што ветувал Бранко, Груевски и така натаму. Овие ги ветуваше Зоран Заев од оваа говорница пред 2 години. Истиот тој Зоран Заев е се уште премиер на оваа држава. И не може да ги релативизирате така работите. Прашете си го во партија зошто ве става пратениците на СДСМ во незгодна положба, ветува мега проекти до избори и потоа ништо не реализира, ниту пак има во буџет. И пани ми одговоривте со вработувањава привремениве со 20 милиони евра, што правиме? До кога вака? Со непродуктивни трошоци што правиме? До кога вака? По 200% ги зголемувате. За загадувањето, вака да ви кажеме на работа, значи тоа прогонуваме, значи ќе ве држиме на збор и ќе ве подсетувам стално ветувањата да почнете барем едно по едно да си ги реализирате, особено клучните ветувања врз кои што сте дошле на власт. И да не се правите дека не сте од тука за загадувањето, ветувањата кои што си ги имате дадено и према народот, и према невладините организации, и овдека во ова собрание си ги исполните. А не да ги намалувате овдека буџетите. Се што зборувавте овдека како опозиционер, за вас лично зборувам. Сега обратно го зборувате. А не си бил опозиционер. Благодарам. Благодарам колега Пренжав.